Еве не со последниот разговор за денеска, пред малку говоревме за културното наследство, а неизоставен дел од истото е токму фолклорот, народниот мелос и инструментите, како дел од македонската народна традиција. Токму љубовта кон народната традиција и фолклорот се всадува уште од најрана возраст. Токму ова е емисијата на фестивалот и надпревар на народни и класични инструменти, инструментите на моите предци, кој годинава го има своето четврто издание од 15 до 18 април. Детали за истото утринава да знаваме од првиот човек организатор, односно установата организатор на самиот настан, поточно Детскиот културен центар Карпош, директорката Билјана Лаучевска-Серафимовска. Добро утро и добро не дојдовте во утринската програма. Добро утро и ви благодарам за поканата. Детскиот културен центар Карпош од Скопје е најстарата детска установа која што го организира слободното време на децата во воспитно, образовна, но и творечка работа. Во тој контекст водите особено грижа и да им посветите, да им овозможите на децата и на младите како да се запознаат, така и да ги негуваат изворните песна и секако инструменти. Какво значење има овој фестивал, би рекол веќе традиционален? Така, значи, значењето и за нас како институција и за градот Скопје и воопшто за општеството, овој фестивал има големо значење. Бидејќи, како што и самите кажавте во најавата, ние од најмали нозе ги негуваме овие традиционални вредности и со една успешна приказна која што тргна да се реализира како фестивал. Од една секција која што преку која се изучува овие традиционални изворни инструменти како што се тапан, гајда, кавал, дудук, тамбура, на иницијатива на дечињата, бидејќи ние ги следиме потребите на децата, се охрабривме и со успех веќе четврта година го реализираме овој интересен фестивал и надпревар со едно интересно име инструментите на моите предци. Ајде да слушнеме каков е концептот за годинашниот фестивал, каде ќе се одржи и што ќе донесе всушност четвртото издание на фестивалот инструментите на моите предци. Вечерва со почеток во 19:30 часот во салонот 1919 во културно-информативниот центар започнува всушност отварањето на фестивалот, каде што во ревијалната вечер ние како домакини ќе го отвориме овој фестивал. Значи, нашиот детски изворен оркестар под раководство на Оливер Настовски ќе бидат оние кои што ќе го отворат на еден специфичен начин. Значи, малите тапанџи, еве да открием на пошироката публика дека малите тапанџи ќе бидат оние кои што навистина ќе направат еден спектакл. Понатаму во ревијалната вечер ќе се представат и со своји изведби луѓето кои што ќе имаат најголемата задача ова година во надпреварувачкиот дел, а тоа е жири комисијата на фестивалот, и секако морам да истакнам дека поддршка со учество дадоа и учениците од училиштето Илија Николовски Луи со професорката Мелита, каде што и тие ќе земат учество на ревијалната вечер, како и школата за изучување на хармоника на професор Милан Кацарски, каде што со едно дуо хармоники исто така ќе се представат учениците во оваа ревијална вечер. Надпреварувачите ќе ги оценува стручно жири, кое што е составено од еминентни, но и докажани професионалци, кои познати и докажани имиња ќе имаат тешката, но и одговорна задача да ги изберат токму најдобрите и најуспешни надпреварувачи. Така, тргнувајќи од фактот дека во надпреварувачкиот дел имаме пријавено доста надпреварувачи, оваа година најтешката задача ќе имаат луѓето, членови на жири комисијата, на 5-члената жири комисија, тоа се професор Милан Кацарски, Бобан Спасенцовски, неповторливиот Стефче Стојковски, кој морам да истакнам дека воедно беше во неговото рано детство беше член на тогашниот пионерски дом Карпош, а сега се наоѓа во една нова улога како жири комисија во надпреварувачкиот дел, и Стеван Христовски и Љупчо Соколовски.
По избор на жири комисијата се определуваат надпреварувачи кои што ќе земат учество на завршниот концерт. Што точно ќе се случува на тој завршен концерт? Бидејќи надпреварувачкиот дел е осмислен во неколку категории, поточно во 5 категории, каде што ќе се представат и 2 дисциплини, тоа се соло инструменти и оркестри. За волја на вистината и на наше големо задоволство, после пандемскиот период оваа година на вистина имаме со што да се пофалиме. Како изминатите години, така и оваа година победниците од сите категории ќе имаат еден завршен концерт. Така што, еве да не откриваме се, вечерва во 19:30 часот во салон 19:19 ги поканувам сите оние љубители на изворната песна да дојдат и да бидат гости на нашето отварање. Влезот е бесплатен, така да секако со ограничен број согласно моменталните протоколи, така да еве една покана до сите оние кои што се љубители. Каков е интересот кај децата и кај младите за изучување на народните изворни инструменти? Што покажува вашето досегашно искуство и за кои инструменти има најголем интерес, да речеме? Пак ќе кажам дека наша е привилегијата да ги имаме децата како момент во нашиот детски културен центар Карпош. Оваа година најголем интерес има за изучување на тапанот и, како што кажав, 6 дечиња веќе го изучуваат тапанот, но не помалку е интересот и за изучување на тамбура, кавал и кемане. Особено интересно. Да. Децата да ги видите кога ќе дојдат на тие часови каде што го користат слободното време, значи со една среќа, радост, па јас би кажала дека влегуваат не само во храмот на знаењето, туку ние си го прогласивме ова Министерство за среќа, нашиот детски културен центар Карпош. Да, дека е навистина така, можевме да се увериме токму и од фотографиите кои што секако ги видовме во текот на разговорот. Сосема накусо на крајот на денешниот разговор, кои се вашите очекувања од 4-то издание на овој фестивал? Очекувањата се големи, едноставно најдобриот нека победи и да ја врачиме Гран При наградата на оној кој што на вистина ќе ги освои максималниот број на бодови, така што се надевам дека и до година со поддршка на градот Скопје, кој во оваа прилика го поздравувам, бидејќи е генерален покровител на оваа манифестација и секторот за јавни дејности одделението за култура, дека до година ќе го прославиме и јубилејното 5-то издание со поддршка и помош на градот Скопје. А до тогаш ние ќе ви посакаме успешно 4-то издание на самиот фестивал и надпревар на народни и класични инструменти. Секако ќе бидеме ваша поддршка и до година, ќе ви посакаме успешно издание. Верувам дека ќе уживаат впрочем најмалите најмногу во целиот настан. Јас и Кристина ќе ветиме следна средба со оглед на тоа што ни се ближи месецот кога ќе го одбележиме и фестивалот на класична гитара Тремоло. Имаме секако за што да говориме и во следниот период. Благодариме за гостувањето.